Почитувани гледачи, еве не пред спортската сала Јасмин. Денеска ќе се обидеме да ви доловиме преку разговорот со директорот на спортската сала Јасмин, господинот Сашко Атанасов, и преку разговорот со председателот на Сојузот на спортовите на град Кавадарци, господин Борчо Ѓорѓиев, да ви доловиме што се случува со спортот во Кавадарци, што се случуваше порано, како беше порано, како е сега, има ли новинки, има ли проекти кои што се реализирани и проекти кои што се реализираат. Се разбера, ако останете на оваа фреквенција, ќе дознаете многу повеќе за себе ова. Почитувани гледачи, еве во една специализирана емисија посветена на спортот. И не само на спортот, на спортските колективи, на спортските објекти, на спортските работници и така натаму и така натаму. Ќе му посекам добре дојде во емисијата на Сашко Атанасов, директорот на спортската сала Јасмин. Атанасов, многумина во градот ги мешаат појмовите спортски центар Јасмин и спортска сала Јасмин, што се всушност два различни појма. Кој е, што е, што е? Прво поздрав до сите медиуми и граѓаните на град Кавадарци и да ви одговорам на прашањето. Спортскиот центар Јасмин го опфаќа целосниот спортски центар со градскиот базен, скејт парк игралиштето, градскиот стадион, тениските терени, надворешните игралишта, кошаркарски и спортската сала Јасмин. А спортската сала Јасмин всушност кои се објектите кои што се во рамките на неа? Спортската сала Јасмин ги има самата спортска сала, мала, голема, тениските терени и надворешните спортски игралишта. Атанасов, ајде да ги запознаеме гледачите како функционира спортската сала Јасмин. Што функционира внатре во салата и како функционира тоа и што функционира, односно како функционираат објектите што се околу самата сала. Па во внатрешниот дел на салата има голема и мала сала, како што кажавме. Во малата сала функционираат боречките спортови, кикбоксовите, джудо клуб Кожувчанка, еве ќе ви кажам и на име, и повише рекреативци сега. Во големата сала функционираат кошаркарскиот клуб Фени Индустри. Евроникел сега, да, поново. Ракометниот клуб, градскиот ракометен клуб Тиквеш, Кавадарци, фудбалскиот клуб Црна река, мал фудбал, фудбалскиот клуб Клими, и има доколку има слободно време. ЖК Трокал во последно време во ДТВ Партизан, и тоа ќе кажем малку подоцна. Во поново време сега има и неколку, доколку има слободно време, ги издаваме за рекреативци. Значи и самиот народ доколку сака може да дојде да се рекреира. Има и фирми кои што имаат закажан термин, така да спортската сала Јасмин е исполнета од така да кажеме од утринските часови нарано до касните вечерни до 22 часа. Рекреативци има и во малата сала? И во малата, и во големата, доколку има простор. Како е надвор со при пропратните објекти? Па, да ви кажам, во последно време е надвор за пофалба. Благодарност до општините и градоначалника што го сето тоа го опфати и го реконструира. Има целосна реконструкција на спортското игралиште. Со оградувањето на салата добивме многу, затоа што повеќе не ни доаѓа секој како сака со тие што имавме порано проблеми со тие домашни миленичиња, го решивме проблемот. Со атлетската стаза со реконструкција, целосна реконструкција има на атлетската стаза и асфалтирањето на атлетската стаза. Доби, не знам,
не знам како да пофалам летно време, дали сте биле во последно време или дојдете па видите, тоа најдобро самите ќе го осетите. Има доста граѓани кои се рекреираат во раните утрински часови, исто така има доста граѓани што се рекреираат. Има доста дечиња, фудбалскиот клуб Тиквеш, младинските категории, сите се активни тука. Со скејт паркот, со изградба на новиот скејт парк последните 2-3 години, се исто така се повлече младината тука. Сакам да кажам и самиот градски базен живна овие 2-3 години, мислам дека има некоја реконструкција таму на тие шанкови, базентот. Тенискиот клуб и тениски терени се доста активни. Да пофаламе една нова работа само со доаѓањето со поставувањето на лизгалиштето. Кавадарци е можда после Скопје другиот град што има лизгалиште и баш е среќа што овие младинци наши можат да пробат секој да лизга зимно време. Зборуваме за лизгалиштето кое што се поставува на местото на тениските терени во зимски услови. Па тениските терени во зимски услови не се толку активни, нели, поради времето, и тоа е доста добар потек. Кош конструкциите на горниот дел од паркингот, паркингот на Јасмин, на западната страна, се во функција и мислам се во добра кондиција. Имаше целосна реконструкција и налив прошлата година. Спортската сала е доста осветлена, реконструкција на спортската сала има за осветлувањето. Атанасов, јас колку што знам, не само што е асфалтирана атлетската патека, туку е поставено и она осветлување, штедливо, еколошко осветлување, ако не се лажам. Па, јас кажав дека е асфалтирана, али не знам дали кажав дека е и целосна реконструкција. Со таа целосна реконструкција мислам дека е и осветлена и избележена атлетската патека. Значи, сега добиваме цела стаза, целосна стаза. Бога ми избегнати со оние кревање на прашина, особено во летните услови со поставувањето на асфалтот. Прашината на некој начин беше голем проблем за спортистите особено, кои што почетниот дел од подготовките 90% ги обуваа токму на игралиштето доле. Да, па ти знаеш како бевме порано. На еден начин пробувавме и со цистерната од Комуналец, нели, да земеме таа прашина па за да тренират. А сега сето тоа е избегнато и стадионот е подобар, значи може и на самиот стадион да се тренира. Атанасов, не знам колку знаат граѓаните, спортската сала Јасмин не само што ги опфаќа овие објекти околу неа, туку спортската сала Јасмин всушност раководи и со
спортската сала Партизан или друштво за како беше гимнастички спорт Телесно Партизан. възпитуване беше, да, сега моментално спортската сала е под јавното предпријатие Јасмин и благодарност пак, како да кажам, до општината и до Советот на град Кавадарци и до градоначалникот Митко Јанчев, со големо залагање, мислам дека спортската сала беше пред руинирање, али сега доби еден нов лик, целосна реконструкција на спортската сала. Што значи целосна реконструкција? Поставување на нови кош конструкции, фарбање, лакирање, поставување на нов паркет, таркет уствари е поставен за прв пат во спортската сала Јасмин, во спортската сала Партизан, сменети се ПВЦ браварија, сменети се сите врати внатре, реконструирани се соблекувалните, дворната површина е поплочена и направено е паркче или зеленило, така да спортската сала Партизан сега има добиено, мислам дека нов изглед. Внатрешно е средено од зидовите, надворешно со помош мене вчина на невладиниот сектор и надворешно доби еден посебен изглед. Не, и надворешно првен го среди општината, али после невладиниот сектор, тоа што мислам добро е нацртано, да е добро една порака има таму за младите. Сега во спортската сала Партизан најдоа и доста клубови своји. Ете ги спомнавме пред малку, значи тука се ЖКК Трокал, Таму се ЖКК Пробаскет, Пробаскет, Машкиот, КК Пробаскет, Кошаркачки клуб, Фени, младинци, пионери, рекреативци, така да и спортската сала Партизан е доста искористена сега. Со ова реконструкција на спортската сала Партизан, сега добивме едно ново катче каде што младите може да забавуваат. Сега морам да поставам уште едно прашање, не се договаравме за ова, меѓутоа морам да го поставам, како Сашко Атанасов, како директор на спортската сала Јасмин, се справува со пандемијата наречена COVID-19? Праве проблем ковидот кога е спортот во прашање или не? Праве проблем, у секој случај прави проблем. Ние ковидот мислевме дека ќе замине брзо ова пандемија, али остана една година. Пробуваме да живееме со него, така да кажам. Значи ние ги правиме сите тие дезинфекции пред надпревари, пред тренинзи. Пробуваме да им докажеме на родителите дека не треба да влегуваат во салата само учесниците на клубовите, само. Не викам дека немаме проблеми, имаме мали проблеми, али мислам дека за сега ги решаваме тие проблеми. Им се извинуваме јавно на сите што мора да му кажеме некогаш и мора да ја напуштат салата заради овие услови. Дали на некој начин е намален фондот на часови употребливо време во салата Јасмин баш заради пандемијата? Еве сега имаме забрана за младинските категории со новите услови, нели, меѓутоа се игра кошарка, се игра ракомет, се игра мал фудбал, меѓутоа сето тоа е без публика. Како да кажам, не е баш како што беше дражот на спортот, ипак е публиката, нели, не се игра за публиката. Али сепак мора да ги одржиме и спортистите, мора да малку да внимаваме и на нив. Значи ние мораме со спортистите да спортуваме за да добијат после надпреварите да ги изиграат. Покушаваме, благодарност и до вашата телевизија, гледаме и вие учествувате сега у спортот, доста линкови правите, директни преноси, се справуваме, али не е како што беше. Го прашувам чисто заради фактот, еве не спомна нас, чисто заради фактот, има ли спонзори? Бидејќи спортската сала Јасмин, исто како и медиумите на некој начин живеат тие спонзори. Благодарност до луѓето што инвестираат и во спортот. Јас за сега мислам дека кај нас тука во Кавадарци се уште не почитуваат луѓето и ни помагаат, така да кажам, во склопот на салата, али ние му возврачаме со чиста сала, удобно, кога ќе се дојде, нели, дете, внуче да биде сето тоа како што треба. Што е во изминатиот период реконструирано во салата Јасмин? Имате ли направено некои реконструкции? Ние прошлата година направивме целосна реконструкција, лакирање и бележување на спортската сала.
Така да, како да кажам, мислевме дека пандемијата ќе трае малку, али еве потрае повише. У овие тешки услови, у овие тешко време, мислам дека тоа е доста инвестирано во спортската сала и претходно е направени се осветлувањето, што доста ја смали потрошњата на електричната енергија. И сега кога сме кај електричната енергија, јас еве дефинитивно последно прашање, да најавиме еден интересен проект кој што спортската сала Јасмин има во план да го направи, а тоа е уствари два проекта. Ајде двата ќе ги кажем. Едниот е мини трговски центар, а другиот е поставување на мене се чини панели за собирање на сончева енергија, ако не се лажам. Да. Ајде да кажеме за тоа нешто. Па направени се двата проекта со работка со градоначалникот и општините на град Кавадар, општините Кавадарци. Првиот проект е за изградба на панел фотоволтажи, да. Тие се во соработка со Агенцијата за млади и спорт и општините Кавадарци. Така да ние имаме проект изготвено, мислам дека сигурно ќе се и вградат. Со вградувањето на тие електрични панели, мислам дека спортската сала би добила своја електрична енергија и мислам дека би го подобрило и загревањето, би го добило и загревањето на спортската сала Јасмин. Значи да бидеме на чисто, со производство на своја фотоволтаични елементи, всушност значи нема веќе струја од друго место, сами си обезбедуваме струја, а струјата ќе се искористи и за загревање на спортската сала Јасмин, да. А другиот проект е изградба на трговскиот центар. Знаеме сите дека со спортската сала Јасмин ние ги викаме стубовите на западната страна, што се тие стубови. Има сега проект за изградба на нов трговски центар и доколку би се овозможило и тој трговски центар да се изгради, мислам дека спортската сала Јасмин више би си створила свој капитал и би обстојувала својот капитал и многу повише би му помагала на спортските клубови. Колку вработени има спортската сала Јасмин? Спортската сала Јасмин има 12 вработени и за сега функционира добро, со мала помош оваа година и претходно заради ковид ситуацијата. Од собранието, мислам дека е секако што треба. И за крај нешто што исто така не знаат, како тоа спортската сала Јасмин им помага на спортските клубови кои што екзистираат овде во самата сала. Па спортската сала на спортските клубови им помага со тоа што Советот на општина Кавадарци кога ја одобрува програмата и го одобрува и ценовникот на спортската сала со помош на градоначалникот во координација со него, спортската сала Јасмин наплаќа 70% од средствата што се планирани за еден час користење на спортската сала на екипите кои се рекреативци. Значи 30% оди во спортските клубови со самото поминување на програмата на спортската сала и самиот ценовник што е изгласан од Советот на општина Кавадарци и градоначалник. Значи на некој начин, ако треба клубот да плати 100 денари за саат време, тој плаќа 700 денари. Така? Да, 70 денари. Дали е само тоа на некој начин помошта која што ја добиваат клубовите од спортската сала Јасмин или? Не, клубовите мислам дека добиваат и повеќе помош од општините Кавадарци, али за тоа мислам дека самата општина треба да каже. Јас кажувам во делот каде што општината помага на клубовите преку спортската сала Јасмин. Значи, спортската сала да помага, али финансисите се одобрени од градоначалникот и Совет на општина Кавадарци. Уште нешто да кажеме, семафорите се под спортската сала Јасмин, како ги одржувате нив? Па мислам дека наредниот пат веше крајно време за набавка на нов семафор. Семафорот го одржуваме доста тешко, така да ви кажеме една сторија. Го најдовме човекот што е производител на овие семафори, тој е Шахаловски, живее во Австрија и произведува вакви семафори. Кога му кажавме дека онаа командата ја бараме, он самиот
ни рече зарем уште тој семафор дај у историја да го ставиме, го одржавате, така да можеш да замислиш како. Функција е се уште, правиме нови делови, али не кошта многу. Атанасов, јас тука ќе ви се заблагодарам, бидејќи имам уште еден соговорник. Имате ли некоја порека до спортистите, до граѓанството? На сите граѓани на град Кавадарци им посакувам што побрзо заздравување или завршување на оваа више пандемија со COVID-19. Добро здравје, чувајте се. Борче Ѓорѓиев е председател на Сојузот на спортови на град Кавадарци. Борче, Сојуз на спортови на град Кавадарци е една организација во која што членуваат сите спортски колективи од градот. Колку ги има на број, ајде да почнеме со тоа. Најпрвен, сакам да ги поздравам, значи, медиумите, сограѓаните наши, спортистите, тренерите и спортските работници, кои активно се занимаваат и работат за спортот. Исто така, дозволите ми најпрво да им се заблагодарам на градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев, Советот при општина Кавадарци и бизнис секторот кои несебично го помагаат спортот во нашиот град. Сакам сега, значи, да ви одговорам на вашето прашање. Моментално во 2021 година, значи, има околу 48 спортски здруженија кои активно работат во спорт. Кога велиме 48 активни, тоа значи 48 со она решение за извршување на дејност спорт. Да, значи 48, сега има нови формирани клубови, да речеме ка оваа година е Крачовица. Тој клуб е за нуркење и за пливање. Они си мислам дека се во фаза на барање за да добијат решение дејност спорт преку Агенција за млади и спорт. Обично во јануар месец, на почеток на годината, клубовите аплицираат до општината по јавен повик. Во тој јавен повик е во период од 15 дена, значи своите клубови во тој период треба да аплицираат со своите програми на јавниот повик за да учествуваат во буџетот за поддршка на спортот во 2021 година, сега во момент. Значи, од кога се соберат тие апликации, Комисијата за спорт при општина Кавадарци на својата седница ги разгледува и по правилникот од општина Кавадарци го изготвуваат оно финански дел, финанска поддршка за спортот у Кавадарци. И сега ја имам забележано дека многу, ќе речам, скокна таа поддршка од страна на локалната самоуправа кон клубовите во последните 3-4 години. Па да, значи, исто така, благодарно за Советот и до градоначалникот, што несебично поддржуваат, значи, спортот во градот. Сумата моментално е 12 милиона денара, што е доста добра сума за поддршка на спортот, за развојот на спортот во нашиот град. Претходно сумата беше, значи, негде 2 милиона, така да тој скок е негде 6 пати повеќе. И мораме да го кажеме, клубовите на некој начин возвраќаат на сето тоа с оглед на фактот што фудбалерите се борат за влез во прва лига. Ракометарите влегува во Суперлига и најверојатно ќе опстанат во Суперлигата. Имаме машка кошарка во самиот врв на кошарката, имаме два кошаркарски женски клуба во исто така во првата лига, во она Суперлига да наречеме. Имаме дури и второлигашка кошарка. Едноставно, лека полека спортот се движи во нагорна линија. Јас барем колку што успеав да забележам. Ти си најглавниот виновник, пошто цел спорт вие го правите, значи ние пратиме детали, никако стручна служба од делото до ракметот, го пратим ракмет, али ви како спортски новинар го пратите цел спорт и знаете цел спортска, значи, ситуација как се дешава. Точно е дека нашиот спорт е во поголем, значи, нагон, тоа сето допринесува од самите средства што ги улага општината. Тука морам и едно барање да доставам до самите бизнис центри и бизнис сектори, што треба да помогнат у делот на финансирање на буџетот на спортот во градот.
Да го одврзат често понашки. Па точно да го одврзат често и моментот е тие што сега сме во таа фаза на раст на спортот, што треба да го задржиме тој раст и да го едноставно и да го зголемиме растот. Значи ние сме Суперлига, уделот на ракомет, се бориме исто за прва лига во фудбал, што и таму треба да се помогне финансиски, со поголеми финансиски средства. Значи, за да имаме поквалитетен спорт, ни треба, значи, тие финансиски средства што ќе дојде до развој и до врвот што треба да го постигнуваме кај. Јас само морам да напоменам, никогаш не сум ги делел, нема ни сега да ги делам, значи јас ги исполнав само колективните спортови, не ги исполнав они поединечни, да не ги заборавиме државните прваци, репрезентативците во карате, джудо, кикбокс, што знам таму, што друго не, кој друго не спортови ги има. Значи и тие се спортови, меѓутоа еве сега состојбата со COVID-19 си го прави своето. Некои екзистираат, некои не екзистираат. Како вие, како Сојуз на спортови, се справувате со сето тоа? Значи, ни како се справуваме? Значи, пандемијата е влезена, значи, во сите сфери, тук се осеќа и во спортот. Спортот, ако го оставиме да не работиме на спорт, после година-две ќе биде многу тешко да го вратиме моментот како што е сега во спортот. Значи, спортист една-две недели да седне дома да не работи, одма се осеќа не па година или две да не работи. Значи, пандемијата нека си оде, спортот мора да си оде, значи имаме протоколи што ги почитуваме и за надпревари, протоколи што ги почитуваме и за тренинзи, значи дистанца се држа. Сојуз на спортови, уделот на тој дел, значи финански го поддржува, општината го поддржува спортот, така да со таа финансиска поддршка едноставно и спортот го одржаваме во живот, што се вика. И сега морам да те прашам, ти си конкретно во ракометот, исто ли е да се играе пред празни трибини или да биде полна салата, еве да речеме, пред некој дерби надправа кој што го играе градската ракометна клуб Тихош? Па, значи, самите гледачи се фактички осмиот играч во ракометот и не само во ракометот, и во секој спорт е дополнителниот играч што самата публика дава атмосферата, дава поддршката, што многу влијае психолошки на секој играч у најбитниот момент кога треба да се постигне, дали тоа изедначен резултат. Мотивот е многу голем, желба за да се постигне резултат, да се победи надпревар, одбите надпревар. Сега јас немам ова врска со Сојузот за училишен спорт, меѓутоа мораме да го спомнеме Сојузот за училишен спорт, бидејќи 90% од спортистите се регрутираат токму од училиштото. Сега во последниве години факт е, во градов се изградија голем број на спортски објекти. Спортската сала, јас пред малку зборевме за неа, кажавме дека целосно е реконструирана салата Партизан. По училиштата се направија неколку спортски сали, меѓутоа допрва и ќе се прават, ако не се лажам. Па да, во моментов имаме доста голема капитална инвестиција од страна на влада на Македонија. Значи, таа капитална инвестиција е во основното училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Таа инвестиција е со изградба на нова спортска сала, што досега тоа школа немало спортска сала. Така да, со таа изградба на таа спортска сала, значи, овие идни генерации би биле, значи, и едни спортисти во нашиот град. Само морам да спомнам, спортска сала имаше во училиштето Тошо Велко Пепото и во Гоце Делчев. Спортска сала доби во меѓувреме Габерот, Значи, Димка Ангел Габер Кавадарци, значи, Тоде Хаджитефов исто така доби спортска сала, Ѓорче Петров доби спортска сала и мислам дека во краток временски период и ќе се изгради уште една спортска сала во ДАК Димка Ангел Габер од село Вач. Значи, тоа се спортски објекти кај што ќе може да се спортува
Сега, не знам како ќе биде решено тоа прашање таму со рекреативци, односно учество на клубови. Зборуваме сега за овие мали клубови, јас ги нарекувам мали во наводници, меѓутоа спортистите во тие клубови се исто така со големо срце. Има една капитална инвестиција која што на некој начин, па можам да кажам, е во твоја надлежност, не во твоја надлежност, него компетентен си да збориш за неа. Што е со градски стадион? Значи, компетентна личност, јас бев, значи, во почеткот на преговорите во Агенција за млади и спорт за реконструкција на теренот на самиот стадион. Значи, по налог работена, тоа не беше од страна на нашите служби, на градоначалникот, бев на разговор со директорот Дарко Каевски беше тогаш, се со цел да се отпочне таа, значи, реконструкција на стадион. Стигнаме, значи, до едно завршно што се вика Агенција за млади и спорт на влада на РМ го прифана точката, значи за реконструкција на стадион. За краток период се отпочна реконструкцијата на најпрво, значи реконструкцијата беше на теренот, старата подлога од теренот се извади, значи се намести нов систем за наводнување со дренажа и со нова подлога бусен, каде што веќе нашиот стадион ги исполнува условите за, мислам дека и за меѓународни надпревари. Исто така, во 2020 година, од страна на Фудбалската федерација, во соработка со општина Кавадарци, се дојде до исто така капитална инвестиција во висина од над 300.000 евра, каде што таа капитална инвестиција се, значи, за реконструкција на источна трибина и на јужна трибина, каде на јужната трибина ќе се постави и кровна конструкција. Значи целосно реконструирање на тие две трибини, со тоа што јужната ќе биде покриена исто како и северната, источната нема да биде. Источната не. Многу ме напрашуваат што е со оној простор меѓу источната и јужната трибина, што е оставен, земјениот простор. Станува ли збор за некој проблем со подземни води или слично? Тоа е карпа што тешко може да се, во моментов тешко може да санираш, така да не изгледа убаво делот на тоа, што за тоа и секој прашува што е проблем, дали тоа е карпа што потешко, за тоа и е наместен и подпорен зид од другата страна. Значи сега вака мораме да резимираме. Теренот е реконструкција благодарение на Агенцијата за млади и спорт, додека Фудбалската федерација на Македонија припомага при реконструкцијата на трибините. Започна и поставувањето на столчиња, ако не се лажам, на источната трибина, а ти можеш да ни кажеш и кога би се завршила со таа монтажа на столици и кога би можеле да очекуваме крај на градежните работи на јужната трибина. Има ли некои рокови за тоа? Па рокови во моментот е во фаза на изградба. Така што се поставуваат тие столчиња. Тие столчиња се негде на околу 2000 столчиња што треба да се наместат. Значи имаме источната, јужната е уште се изградува, така да на тој дел што е во моментот што може да се местат тие столчиња и полека, па мислам дека за наредната полусезона, кога ќе почне тиквеж, би било се комплет. Под услов короната да си оди? Под услов короната треба уште денеска да си оди, али тоа никој ништо не знае.
Борче има уште една капитална инвестиција, некако ми ги избегавате тие капитални инвестиции, ама јас морам да прашам. Во скоп на фудбалското игралиште, наскоро можеме да очекуваме да никне и наскоро, во наводници наскоро, нели? Можеме да очекуваме да никне и покриен базен. Значи, На местото на старо Ла Луна. да, на место на Старо Ла Луна има проект, има и значи договор, мислам дека помеѓу Агенција за млади и спорт, да има затворен пливачки базен, кој што многу е потребен за нашиот град, за како за возрастните, така и за младите деца, да едноставно времето свое што го имаат слободно да одат да пливат, да спортуваат, да се занимаваат со спорт, да не мислат на не само во пандемијата. летниот период, туку и во зимскиот период, бидејќи ќе биде покриен. нели? Да, да. Значи и во зимски услови да бидеме уште со еден спортски центар, нашиот град ќе се збогате баш со тој спорт, плюс со нашиот спортски центар ќе биде, да речеме, затворен пливачки базен. Можеме ли тука да го метнеме и проектот на Атанасов, кој што го спомна пред малце, па додека се гради затворениот базен, веднаш да се монтира тие фотоволтаични на покривот од базенот, да се реши загревањето на самиот базен, односно вода и така натаму. Ако не е влезано во проектот, Значи, идеите се убави. Секоја идеја за развој и за подобрување на условите на спортот во нашиот град се добре дојдени. Значи, дали фотоволтаични, дали како што кажа директорот, јас сум жив сведок, зимскиот период, значи во спортска сала Јасмин, и сами знаете во да, несвест. значи условите се малце незадоволителни за да се тренира и да се надпреварува. Али од страна на Агенција за млади и спорт има, значи, пуштено допис до општините, каде што општините има проект, ќе се аплицира, ќе се разгледува. Тоа би било многу добра работа пред се за спортистите, за условите. Тие услови се многу битни и за спортски работници, и за најмали категории, и за развојот на спортот во нашиот град. Борче, со да бех завршил со едно многу интересно прашање, може би не ти е предвидено ова да го одговориш или да го кажеш, меѓутоа ќе го кажем. Кога е спортот во прашање, а ти си на некој начин шеф на сите спортови, имаме од оние проекти така наречени, ја имаме, ќе тргнеме од тука од спортската сала Јасмин. Значи, реконструкција, па ќе речам и целосна на игралиштето надвор, реконструкција на атлетската патека, помош за атлетичарите, нели, и за рекреативците, и за сите останати спортисти. Тука изградбата на скейт паркот и скейтбордингот е дел од семејството спортови. Тука спаѓаат изградбите на спортските сали во скоп на училиштата, основни и средни. Тука е целосна реконструкција на салата Партизан, реконструкцијата на фудбалското игралиште. Го спомнавме проектот што доаѓа, тоа е затворениот базен. И јас ќе те потсетам на уште еден многу важен, многу битен проект. Проект кој што ги опфаќа, пак ќе речам, и рекреативците, и спортистите, и велосипедистите. А тоа е велосипедската патека од Ваташа до Мокришта. Мене ми се чини уште еден спортски објект кој што многумина не гледаат на него од спортски карактер, туку сосема поинука, а тоа е сепак на некој начин и спортски објект. Точно е, значи самата велосипедска патека го доби својот драж, посебно не е само велосипедска, туку и име таа патека користат сите генерации. Има, значи, доста посетители, што едноставно ни требало нешто такво во нашиот град, велосипедска патека, да едноставно нашиот народ го помине слободното време во природа, да се почувствува убаво, да се прошета, да се сретне, да се поздрави со пријатели, да се виде. Тука се, значи,
и нашите најмали, кои што можеш со своите велосипеди едноставно да учат да возат. Велосипед, тротинет, скейтборд, скирол. И не само тоа, еве сега пак ја надополниме, која ќе се враќаме, ајде сега да се враќаме од ваташа наваму, па буквално од основното училиште Тошо Велко Пепето, па сега до Моклиште имаме и патеки за пешачење, и за трчање, и велосипедски, и скейтборд, и скирол, и тротинет, и секакви патеки кои што граѓаните на Кавадарци може да ги искористат за спортување. И шетање на кучиња, Да. бидејќи кучињата на некој начин имат Значи, голем велики спорт. Општина Кавадарци заедно со градоначалникот Митко Јанчев мислам дека секој можен, значи простор и идеја се претвара во дали во патека, дали во кеј, дали во спортски центар, се со цел да им се понуде на нашите граѓани да рекреираат, да спортуваат и да се занимаваат едноставно со спорт и спортски активности. Борчо, да не испуштивме некој проект. Ја Може морам би да идеја. те подсетам, ти кажа последен или не е последен, испуштени се два проекти, тоа се за фудбалските терени во село Сопет и фудбалски терен во село Марна, каде што во моментов е изградба и на собликувални за фудбалерите во Сопет и во... Добро, ние зборавме сега за Кавадарци, тоа го ставивме за крај, што би рекол нашиот народ за спортот насело. Во Марена е пред крај, во завршна фаза е нели реконструкцијата на собликувалните, односно изградба на нови. Во Сопот е, ако не се лажам, во почетна фаза. Во почетна фаза, да. Ќе се работи на другите терени. Всушност, дали ќе се работи и на реконструкција на самите терени, со оглед на фактот што е сведоци сме на тоа дека и општинската фудбалска лига повторно се враќа на картата. Да, па можам да. Преварување. Можам да кажам дека и од оваа година се регистрира и фудбалски клуб во село Возарци, исто да се приклучи на значи во општинска лига, така да мислам дека би било убаво во секоја, значи да речеме дали село или населба да има фудбалски терен што ќе задоволува условите, да се надпреваруваат пред се, оттаму и нас и ќе ни испадне и селекцијата, значи на самите спортисти од нашата територија да имаме спортисти, да не изимаме спортисти од страна, значи спортистите наши да се искористиме, али треба да му направиме услови. Кај че имаме услови и тренери, останете се, значи, спортистите и играчите тука, така полека и ќе го направиме што се вика и спортот да биде од тука, од нашиот град. Морам да те прашам, според тебе како председател на Сојуз на спортот, му фали ли на Кавадарци некој спорт? Му фали. Например, еве да му дадеме идеја на кавадарчани, малку повеќе. Пливање и скијање. Скијање имаме услови само да се реализира со помош на државните Кавадарци има органи. услови за се, да, али А пливање имаме базен, би ги тоа некако слабо кавадарчани како да пливаат, а нон-стоп се на по езерото, ако така можам да кажам. Ајде да не го спомнам базенот, ќе го спомнам околните базени, повеќе ги гледате по Неготино во Штип, отколку да. во Кавадарци. Па како што кажаме и претходно, значи во зимски период Кога кога би имал кога спомна пливање и скијање, ќе побараш и хокеј на мраз, ќе побараш Па ватерполо. имаме и хокеј, Па имаме лизгалиште. нели? Ватерполо имаме, базен олимписки. Може да правиме ватерполо репрезентација веднаш. Па тука ми беше и поента со тоа пливање за зимски услови, да го продолжиме, значи лето окей, али се работи за најмалите. Кога би ни како град би имале затворен базен, би влеголи во програмата на училиште клубови. Активности, да. Значи покрај да. останатите спортови што се упражнуваат во училиштата, ќе може децата Да. да учат и пливање. Да. Значи од тука децата од најмала Ако возраст, наставниците знаат да пливаат. значи наставникот не може да биде наставник ако не знае да плива.
Значи мора да знае да плива. Мора да знае, значи во наше време никако студенти уприемен испит ни беше пливање за одредена должина за одреден период за да го исполниш услов да се запишеш на факултет. И сега ајде да ми објасниш и мене како наставниците по спорт и физичка култура се снаоѓаат во услови на пандемија да држат онлайн часови. Никако тоа не ми е јасно. Ти баш во таа бранша си. Да, значи јас морам да застанам у делот на нашата струка, а нашата струка не може да биде онлайн, да држим ни час онлайн, окей. Пандемија мора да едноставно да се прилагодиме на тоа. Многу му е тешко на наставникот да држе онлайн час. Па замисли колу напред правиш, па детето направило колу напред, па се удрило во витрината, па скршило нешто дома. Значи, на децата му треба сала, сали се градат, во тие сали треба да се наполнат, децата да почнат најпрво, значи, со своите наставници, час по физичко, правилен раст и развој, многу битен, од најмала возраст. Значи, после час по физичко, секое дете, апел до родителите, секое дете, родителите да го терат, да го запишат на спорт, секој дете да се почувствува удел на спортот, да ги види, значи, да ги осети придобивките од спортот и да се изграде ка здрава личност во текот на неговиот живот. Ајде крај да ми кажеш твоја оценка за спортот во Кавадарци за ова 2020-2021. Моја оценка за спортот, значи, у услови на пандемија, сакам да кажам и сакам и да ги пофалам и спортските работници и нашите спортисти, што и они се под притисок, дали е позитивен, дали е негативен, дали Дали ќе играе, дали нема да играе, тоа да, сето е стрес пред многу битни надпревари, е стрес. Значи за самиот спортист, за самиот клуб, значи и клубот има тука за битна утакмица, битен играч ако ти испадне позитивен, може да изгубиш утакмица. Значи спортот, на вашето прашање да се надоврзам, во 2020 година е кај нас давам позитивна оценка, пошто и ви како медиуми сте присутни на самите терени, ги гледате нашите резултати, значи и ви може да едноставно да ни помогнете во оценката, сугестија од ваша страна, дали нашиот спорт го задоволува нивото моментално во градовшто. Јас имам само едно прашање, не знам колку ќе можеш веднаш да ми одговориш, меѓутоа, ако продолжиме со вакво темпо, ако дај Боже, ГФК Тиквеш влезе во втора лига, ако дај Боже во прва лига, пардон, ако дај Боже ГРК Тиквеш опстане во Суперлигата, ако дај Боже Евроникел игра финале, да речем, или го освои првенството на Македонија, има ли Сојузот на спортови сила да побара од локалната самоуправа овие 12 да се зголемат за уште малце, за уште некаде плюс? Значи, С оглед на фактот што пак ке рече, и ти го спомна податокот дека досега од страна на општината беа некаде околу 2-3 милиона буџет, сега е 12. Тоа значи дека нашиот градоначалник има слух за спортот, конкретно. Без разлика за кој спорт правиме младост. Меѓутоа, значи за спортот воопшто, бидејќи тие средства се за сите спортски колективи. И знаејќи дека градоначалникот има слух за спортот, дали може да очекуваме за наредната спортска сезона да имаме покачување на тој буџет? Значи, јас можам да кажам, градоначалникот има слух и че има слух и во иднина, пошто не само у спортски центри, и во програмата за спорт помага и буџетот и во иднина би бил поголем. Али би кажал уште една работа, мислам дека треба и на градоначалник да му се помогне од страна на бизнис секторот, значи да се уклучи бизнис секторот во
спортот, во бужот на спортот, за да може Кавадарци да дојде меѓу првите, значи, и во фудбал, и во ракомет, и во кошарка, и во индивидуални, и во колективни спортови, каде што секој спортист сака да биде меѓу првите. Значи, тоа е надпреварувачкиот дух. Друго сакам нешто да кажам, уделот на финансите, што го заборавиме да го кажеме, тоа е поддршката со ваучер системот од Агенција за млади и спорт. Тоа, спомнаме Агенција за млади и спорт, ама не го спомнаме ваучер систем. Тој ваучер систем е согласно рангот на надпреварување и согласно постигнувањето на клубот на годишно ниво и согласно масовноста што ја има клубот, да речеме. Масовност може да кажеме во дали се надпреваруваат во пионерска лига, дали се надпреварува во кадетска, во младинска. Ваучер системот ги опфаќа сите тие сегменти. Ваучер системот помага исто така, пак тука морам да го спомнам, бизнис секторот, секој оној клуб што има, значи, ваучер, а има доста клубови во нашиот град што имат ваучер, а не може да го реализира, тие документ, значи, да прифанат бизнис центарот, бизнис секторот, фирмите едноставно, да му го прифанат нивното барање, тие се средства од данок на добивка. Сакаш да кажеш на бизнес секторот во Кавадарци да го прифати тој ваучер, а на клубовите да им врати на сметка на ваучерот финанси, односно Да, кеш тие пари. не се кеш пари, тие средства одат преку Управа за јавни приходи. Значи, ваучерот е врзан со Управа за јавни приходи. Само треба да ги прифанат клубовите, да му и прифанат нивните ваучери и таа документација заеднички да ја средат и со тоа од нивниот данок на добивка, што е 10%, ќе му помогнат на спортот во градот. Добро, Борче, имаш ли за крај некоја порака за спортистите, за спортските клубови? Пораки имам јас, значи, најпрво ќе кажам за најмалите и за родителите, што мислам дека таа ми е единствена порака на секој вакво довидување, да родителите, децата да ги истагнат од телефони, своите деца да ги насочат на спорт, независно дали е индивидуален или колективен. Секој дете, кажаме, да се, значи, почувствува у спортски клуб, да го засака спортот и да расте како спортист у иднина, да биде наш играч, да биде репрезентативец, да го представува Кавадарци општински, да го представува Кавадарци у нашата држава, да го представува Кавадарци низ цел свет едноставно, како што и нашите претходни легенди што ги имаше. Се, значи, наши, да речеме, легенди во спорт, во ракомет, во фудбал, кои што им го дават мотивот на децата, едноставно тие се нивни идоли, така да продолжи и во иднина спортот во таа насока. Што правим со короната? Со короната ни сакаме, речеме, че се бориме со неа, че живееме, еве има вакцини. Вакцините вајда че треба секој да ги приме, за да се заштитиме едноставно. Има многу наши близни луѓе што се зафатени со таа пандемија, што некои луѓе и, што се вика, си заминаваат, така да тие што останаме треба да се бориме.